Она за што се залагам во денешно време да има да не постои селективна правда. Значи ако сме можеле во тоа време и јас и дузина луѓе да одиме за банални причини во притвор, тоа би сакал сега судиите кои што ете се во ситуација да определуваат или да не определуваат мерка притвор, да применат барем малку од она што тогаш се работело. Вака се чувствуваме инфериорни и не знам, знам дека во ова време денешно постои селективна правда. Значи за едни дури замислете се молат да дојдат во судот, доаѓаат си заминуваат со службени автомобили. Јас бев до судот донесен. Воопшто нема амбиент за истражувачките новинари да работат и тоа е разбирливо, бидејќи во Македонија нема амбиент во кој се демонстрира волја за спроведување на правда. Кога нема волја да се спроведа правда никаде, особено во правосудните институции на земјата, тогаш зошто ово општество би форсирало амбиент во кој истражувачките новинари би работеле слободно и без притисоци. Нема такво нешто во светот, па дури во најслободните земји, некој да работи, да истражува криминал на малкуте и мокните и да биде лишен од секакви притисоци. Меѓутоа, во Македонија не станува збор за притисоци кои ги следат само истражувачките новинари, туку тоа се притисоци кои ја следат професијата и кои се во последниве години брутални. Пречките конкретно за истражувањата кои се прво се институционални, значи имаме ограничена може да се каже употреба, ограничена употреба кога може, кога не може, комплетно незаконска на законот за слободен пристап до информации. Потоа имаме премногу скап е пристапот до јавните дати бази на податоци. Тоа се оние документи кои ги произведуваат институциите, а кои ние ги користиме за да истражуваме, како Централниот регистар, како катастарот. Вие за се мора да платите, и тоа мора да платите не само високи цени, туку тоа се највисоките цени во регионот и од 90 и неколку држави регистри колку што ние во Нова можеме да пребаруваме. Не постои регистар кој не само што волку ги наплаќа своите услуги, туку и што воопшто ги наплаќа, повеќето и не се плаќаат. Në kërkim të dhënave dhe informacioneve zyrtare, në pamundësi të kontaktit të drejt për drejt, zgjidhja e fundit janë kërkesat për qasje tek informacionet me karakter publik, të cilat ju drejtuan gjithë prokurorive, si dhe gjykatës themelore Shkup 1. Вистина е тешко ако направам некоја споредба како било претходно, еве да кажеме пред 10-15 години како е сега. Сега институциите се многу позатворени за разлика од тогаш. Тогаш, например, сме можели неофицијално некој да не избрифира за некоја тема, да ни даде некоја информација. Сега, начинот да се дојде до официјална информација е Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер. Требало институциите да гледаат на нас како на сојузници, а не како на непријатели. Меѓутоа, за жал, кај нас состојбата е поинаква. Se pune gazetarit në ambiente ku cënohet demokracia është një punë shumë e vështirë. Në këto kushte kemi institucione që nuk janë transparente, kemi institucione që janë të armiqësuar, kështu të them, me gazetarët dhe kemi një ofrim të përgjithshme e cila vështirëson edhe më shumë punën e mediave dhe gazetarëve. Andaj mendoj se të punosh në këtë ambient si gazetar dhe në këto kushte siç punojmë ne këtu në Maqedoni është vërtet një sfidë e madhe. Ka shumë raste, gati çdo storie holumtuese has në pengesat që janë të natyrës gati të njëjtë, pra të mbylljes së institucioneve, pra mbylljes tyre jo ndaj neve si gazetarë, ndaj mediave, por mbylljes ndaj publikut. Sipas një rregulli të pashkruar, pra aty ku në një institucion ku ka mbyllje, ku
nuk ka transparencë pra fshihet diçka. Nuk mund të them se të gjitha ka bllokadat njëjta. Ka raste që institucionet veprojnë mbas ligjit dhe në kërkesat tona për të marrë informacion të karakterit publik, ato përgjigjen pra konform ligjit dhe i dërgojnë të njëjtat. Po ka raste që kur bëhet fjalë për mbrojtjen e ndonjë të fuqishmit të politikës, atëherë natyrisht se edhe institucionet kanë frikë që shpalosin dokumente ose janë të kontrolluara nga partitë të caktuara. Во Македонија новинарите живеат, истражувачките новинари со нив под секое ниво на човековото достоинство. Потоа се политичките притисоци, притисоците на мокните. Ние сме се соочувале, и тоа интересно е што тие закани стануваа почести по објавата на бомбите, особено во последната година, кога се скроија и првите обвиненија од страна на специјалното јавно обвинителство, сме имале закани по нашиот дури и физички интегритет, сме имале разни притисоци, да не зборувам за финансиските притисоци на кои сме изложени со години и кои не направија зависни од буџетите на странските па и домашните донатори, но не можеме компетитивно да работиме на пазарот, бидејќи пазарот не е комерцијален, пазарот во Македонија е идеолошки и од тука независните медиуми тешко можат да опстојат во ситуација во која владата и партијата одлучуваат кој ќе добие пари, кој каде ќе се рекламира и кој што ќе прави.